Да, Ивана и целата екипа го најавив. Всушност во Скопје сетимо можете периодов да појдете и да уживате во баш базар на ракотворци, наши вешти, би рекол, луѓе кои што се бават со некаков дизајн или занет. Меѓу другото, ќе биде соодветно да го посетите овој 4-дневен базар. Некако прочитав дека има една мантра која што се провлекува сега овој година, љубов во сите форми. И така некако и овој базар за овие денови кои што ни следуваат викендов. Да, иако Валентин не го поврзуваме со шопинг, консумеризам или она кое што меѓу другото најчесто може да се прави и за Валентин и за подароците кои што можеби малку во изминатите години знаеше да се претера, но како и да е некое нешто символично, нешто со што ете така ќе изразиме својата љубов и ќе се потсетиме колку е важно да ја шириме љубовта во текот на секој ден. Но Валентин е пред нас, можност и прилика овој викенд да се ужива и на овој базар. Повеќе за тоа ќе ни каже Марија во продолжение. Добро утро, колеги, до вас. Верувам дека ова вклучување ќе биде попогодно за помладата популација. Се разбира дека не ги исклучуваме и повозрастните. Ќе говориме за базарот кој што се отвори во Скопје по повод денот на влюбените, 14 февруари. Станува збор за базар кој што ќе трае од денеска до 14 февруари сабота, и именно станува збор за штандови каде што се прикажани разни предмети кои што се рачно изработени од македонски ракотворци по повод денот на влюбените. Има различни предмети со тематика која што е поврзана со денот на љубовта. Многу повеќе за овој базар, но воедно и за штандот на мојата гостинка ќе слушнеме од Наташа Јосифовска. Да ја посакаме добро утро. Добро утро. Драго ми е што имаме можност да го најавиме овој базар, но најважно оценили да напоменеме нешто повеќе за вашите изработки. На самиот почеток сакам да кажеме општо за самиот базар. Колку штандови има овде и од колкаво значење организирањето на ваквите штандови за македонските ракотворци? Прво да ви се заблагодарам што сте дел од овој убав настан кој ќе ги развесели граѓаните на Република Македонија, бидејќи знаеме имаме посетители од цела Македонија и актуелно е Валентин во последно време, иако имаме производи за Свети Трифун за христијанскиот празник. Инаку ќе има околу 30 на штандови, рачни изработки се штандовите. Мојот штанд конкретно содржи керамички производи кои што се рачно цртани, значи имаме чашки, чини, термоси, имаме чаши за вино, за ракија по повод Свети Трифун. И така, значи секој штанд си има своја приказна и убаво е секоја приказна да се слушне што се крие производителот, односно цртачот или изработувачот на тоа дело. Пред да го започнем овој разговор, ми напоменавте дека ништо не е случајно и дека именно на овој ден сте започнале со овие мрачни изработки, односно сте започнале да одите по тој пат. Колку време се занимавате со ова поточно и како дојде до идејата да изработувате едни вакви уникатни изработки? Па навистина каква случајност, баш денеска е денот на мојата прва изработка. Се започна од една точка, значи првични ми беа чашки со точки и потоа тие точки почнаа да прераснуваат во разни други форми. И виднаш се осети флуидот од публиката и се повеќе и повеќе се црта, значи се заглавува и до доцна навечер за да се изработат овие изработки, поготоа вака за празниците кога се Валентин, Нова година, 8 март, да, кога има поводи. Понатаму, што друго би напоминала, интересно е што приказната започна од тоа да секој што сакала да имам убава шолја за кафе, соодветна да биде, значи да не е многу голема, мала не ми е било вкусно кафето доколку не ми е погодена шолјата и така почнав да истражувам како да биде, што да биде и се надоврза целата приказна. Кои материјали генерално се потребни за изработка на една ваква уникатна чашка? Значи ова се керамички производи и се цртат со бои специјални кои што се сигурни за употреба. Кажете ми, освен за чашките кои што напоменавме, главен фокус е тие за денот на влюбените, напоменавте дека има производи по повод Свети Трифун, односно вина. Гледам дека и тоа може да се види и на вашиот штанд.
Да, овој дел вака повеќе ми се за Свети Трифун. Младиве почесто тоа ми бараат за ракија, за вино, чашки, сетчиња и интересно е, да, има одзив од публиката. Верувам дека има помлади кои што се заинтересирани. Генерално? Има. Најчесто помладите сакаат така развеселени теми. Возрастните најчесто знаат да кажат имаме дома. Доволно ни се. Како што напоменав и во најавата. Ви благодарам многу за одвоеното време и што имавме можност да напоменеме нешто повеќе за рачните изработки кои што се представени на овој базар. Благодарам и на вас за интересот и благодарам на Ситимол што има слух за вакви изработки. И тука сме во секое време. Благодарам уште еднаш.